разговаравме средба денеска. Средба протоколарна, првична, значи под доаѓањето на функцијата на амбасадор. Секако дека разговаравме со сите можни теми кои што тангираат односите меѓу двете држави. Секако за функционалноста на институцијата разговаравме. Разговаравме за интегративниот процес на државата, во кој што се надеваат и тие дека до декември ќе биде заокружен процесот на ратификација на протоколот. Разговаравме за тајмингот за отварање пред уставните преговори, за кои што и самата амбасадорка кажа дека тие се ангажирани во комуникациите со партнерите од Европска унија по однос на потребата за отварање на предпоставките преговори. Нормално разговаравме за актуелните теми, по однос на кои што констатацијата е дека работите треба професионално да се следат од надлежната институција и соодветно надлежната институција да излезе соодветен заклучок со кој што би се заокружи целиот опус на третманот на случајот во смисла на спекулациите за вклученоста, невклученоста, евентуално на сите засегнати кои што се во случајот. Не се будеше велика песна. Само да закон за војните. GCC се прво и основно немам добиен соодветно односно званичен материјал и како тако во тој контекст, во контекст на собранието не постои предлог закон. Во контекст на собранието нема предлог закон. А во владина процедура дали има или не, ќе прашате таму. Ако се добие денес, утре, евентуално, можам да кажам дека 29 јули е денот кога може да се свика седница за да се разгледа тој предлог закон. Ако се добие денес и утре, ако не се добие, здраве. После одморите. Господине Џафери, знаете прво и основно собранието е во постојано заседание по принцип и по определба уставно. Кај да се пратениците се знае дека треба да бидат подготвени во соодветно време да се вратат. Ја не може да преюдицирам кој пратеник кога и каде ќе биде за време на одморите, затоа што е тоа лична работа нивна приватна, но секако доколку има потреба, јас треба да планирам соодветно со пратеничките групи да имаат информација кој пратеник кај ќе биде. Во случај на потреба ќе знаеме во кој рок може да се вратат пратениците, за да можеме да имаме соодветна постапка. Во секој случај и да се иницира таква постапка, пред 5 дена не може да се заврши постапката затоа што води во комисијата, комисијата треба да дава соодветно предлог заклучок, па тој предлог заклучок да оди на пленарна, значи има доволно време да може да се собере собранието, значи нема никаков ризик од тој аспект на потребата. Јас кажам во кој рок, кои процедури би може да одат доколку се достави денес, утре. Не до 15 септември, ако се достави денес, утре, законот може да биде донесен до крајот на август. Но тоа не зависи од парламентарните процедури. Тоа зависи од усогласеноста и консензусот меѓу политичките партии кои што се представени во собранието. Доколку тие имаат консензус, може да се обезбеди во тој рок. Доколку нема консензус и месеци да седиме овде, не може да се донесе. Впрочем, има скоро 4 месеци како разговараат за статусот на специјалното обвинителство, па нема усогласен став и стоиме на место. Ама од тоа не зависи работата на собранието. Почешќен